Добро вечер. Неколку семејства се јавија во код се единствена поплака дека нивните синови или најблиски починале како резултат на издржување на затворската казна. Фатон Салиху и Бейту Сейфула биле пуштени на 1 месец пред смртта. Затворската управа се решила на тоа затоа што нивната состојба било тешка. Но до денеска нивните семејства тврдат дека е мистериозна нивната смрт заради условите во затворот. Миомир Серафиновиќ разговараше со нив. Зад затворените врати на келиите, нашите најблиски се разболуваат и откако ќе бидат пуштени пред време од затвор, умираат. Ова јавување до кодни изгледаше неверојатно. Но и Лепосава и Шарафедин не повикаа да ги раскажат своите приказни за нејзиниот сопруг и за неговиот син. Ова е затворската легитимација на Фатон Салихи од Скопско злокуќани. Имал 27 години, татко е на 4 малолетни деца. Сега се сираци и останале да живеат со мајката, невенчаната сопруга на Фатон. Лепосава била повикана да го земе сопругот од затвор и тој е пуштен на 18 март со прекин во издржувањето на затворската казна поради тешката здравствена состојба. Прекинот требало да трае 1 месец и Фатон да се врати во Идризово и да ја дослужи затворската казна. Но по само една недела домашен престој, Фатон починал и на 25 март, точно пред 12 дена е погребан. Не се јавија да го земаме. И како изгледаше човекот? Значи, пред умирачка, тоа се знаеше. Слаб, пропаднат, не јадеше, не пиеше. Сега кога го пуштиле, ние дознаевме на 18 март, дознаевме каква болест има, дека има тоа воден и рак и туберкулоза фатил натре у затвор. Идризол фатил, тоа болест. И ние трчавме по него да го лечиме, да го правиме. Лекарите рекле дека више нема спас за него. Он требаше да се лечи кога го направиле операција пред 3 месеци. Онда дојдеше у нас Шираци, рекле дека ќе го лечат лекарите у хематологија. Бејто Сейфула од Чуто Ризари починал лани во слична затворска процедура. Овој 23 март ќе наполнеше 34 години, а во затвор е однесен пред речиси 9 години. Ланското лето неговиот татко добил повик да го земе синот од Идризово, бидејќи поради лошата здравствена состојба добил привремен едномесечен прекин на казната. Починал на 25-тиот ден од прекинот, една недела пред да се врати за решетки. Татко му Шарафедин се сеќава дека кога го зел синот, тој едва стоел. Коска и коша, детево 100 кила дојде, што знам, дали имаше 25, 26, 30 кила. Немаше ништо на него. Не можеше. Јас му купив лично тие патерици, количка јас му купив, јас лично. Јас сум социјален случај. Океј, нема проблем. За синот све ќе направив. Ама жал ми е што отиде синот. Не е регуларно. Шарафедин тврди дека 7 месеци не може да ги добие документите за здравствената состојба на синот пред да му се влоши. Знае дека првите 6 години во затворот немал никакви проблеми, но потоа му се направени 4 операции. Една на десниот дел од вратот, една на грбот кај рбетот, 2 на ногата. И Бејто не се оправил. И детево го оставија на милост и немилост. Направивме со детево, детево направи молба до судот за да се прекине казната, да го земам ја да го негувам колку што би можело од моја страна. Не да, негативен одговор добивме. После известно време, кога детево си ја доби таа инфекција, веќе му беа оштетени. Срцето му беше оштетено 90%. Случајот со Бејто Сейфула бил пријавен и во невладината организација Амбрела. Оттаму го посетиле Бејто само ден пред смртта на слобода. Отидов на посета бидејќи татко му ме повика за да му извадиме лична карта. Значи, починатиот Бејто, кога беше пуштен, немаше личен документ. Значи, лична карта биометриска и јас покренав постапка истата да извадиме и здравствено осигурување да извадиме, меѓутоа наредниот ден татко му на Бејто ми се јави и ми кажа дека почина.
Шиковска тврди дека кај нив се пријавени уште слични случаи. 8 луѓе се починати, од кои 6 од нив се на ист начин, месец дена пред да починат се пуштени дома од затворите, а додека 2 лица се починати во затвор. Најмладиот е негде околу 25 години, а додека најстариот е негде околу 35 години. Од нашите сознанија и интервјуто кои ние го имавме во нашата канцеларија со семејствата на починатите, фактички тие кога влегле во затворите за да издржуваат затворската казна, влегувале сосема здрави. Управата за извршување на санкции не води посебна статистика за овие случаи. Одговори надлежната управа на прашањата на код колку затвореници починале додека биле на привремен прекин на казната од здравствени причини. Не добивме изјава, туку писмени одговори на 9 страници. Во нив стоеше дека законски е овозможено затвореници поради тешки болести да бидат пуштени на домашно лекување. Воспоставена е пракса пред се од хуман аспект на конкретното осудено лице да му биде определен прекин на издржувањето на казната, како истото би можело последните денови од својот живот да ги помине во кругот на семејството и најблиските. Одговори од управата. Затворот приготви детални одговори за болеста на двајцата починати затвореници. За Фатун Салихи е наведено дека тој уште во февруари 2013, кога бил примен во притвор, пријавил дека има болки во вратот и утврдена диагноза – бенигна липоматозна неоплазма. Болеста му била откриена 1 месец пред да влезе во затворскиот систем, тврдат оттаму. Салиху постојано добивал препишана терапија и бил испраќан на специјалистички прегледи. Состојбата со жлездата на вратот му се влошила лани во ноември, кога бил префрлен во Идризово. На клиниката за хематологија му бил диагностициран канцер на лимфните жлезди. Состојбата само се влошувала и на 17 март, по последниот преглед, е одлучено Фатун Салихи да биде пуштен на домашно лекување. Една недела подоцна тој починал. Најблиските смета дека проблемот е во затворот и дека таму затворениците не добиваат соодветна здравствена нега. Значи, он не го лекувал у време, само кетонал ли ќе го лечи? Таја болест не го лечува кетонал. Мене ми речел доктор Пев од хирургија болница пластична на 2 спрат. Он ми рече, машти треба да се лечи у хематологија, да прими хемотерапија. А на Беито му е вратена метадонска терапија, иако претходно тој само на почетокот ја користел терапијата како замена за хероин. Самиот почеток, значи со тек на време се тргнал и не земал метадон. После 8 години го третира, наводно требало да му дават метадон за тие болки. За болки. Еден затвореник, кој веќе 1 деценија за решетките, се жали на истото, често враќање на метадонска терапија. Болен сум од бубреци, етра, метадонска терапија примам. Тие сака само да ти утепа со метадон. Ја идам да го намалам, тие сака да го кача метадон. Ја барам таблети, никој за болки, она ми дава други, не ги пијам, ги фрлам. Слични поплаки имало и во Амбрела, а се следат информациите и во медиумите. Кажа дека и во затворите сега и туберкулоза се појавила како болест. Надлежните од управата во писмените одговори за код тврдат дека за затворениците се превземаат сите неопходни мерки за грижа за нивното здравје. Негираат дека за болки давале метадонска терапија, туку дека таа е доброволна терапија за сите зависници во затворите. Но на затворениците им е најтешко. Нашиот соговорник се уште е во затвор, а го гледал познаникот Беито како пропаѓа. Како знам за него 7 години со него јадев леп у една маса, у една просторија, 12 души спиеме. И го прашам, брат ми, што ти е, кажи ми. Кажи, брат ми, ме боли многу, врат. И беше у болница. Го направиле операција. Пред ки го направа операција, ги вадиле забите негови. Позади у кишма го направили исто операција. Вадил никој месо вадил од него. После му нога, како го направили у нога, остави човек кој инвалид остана. Таткото ја очекува вистината, да го добие здравствениот картон на синот за да дознае што му се случувало. И се уште се прашува,
зошто синот добил максимална казна од 15 години затвор за тешки кражби. Луѓето убиваат, па не добиваат 15 или 16 години. Ама дајте бе, луѓе, што за некои ситници да му се одреди, не само за моето дете, колку што знам роми, дечиња, 15-20 години, кај го има тоа? Не ви е дало документацијата лекарска? До ден денеска, верувајте ми, не ми ја дадува потребната медицинска документација. За Бејто Сейфула, затворот ни одговори дека при приемот му било утврдено дека е хероински зависник, заболен од хепатит Б и С. Тоа било во 2005, додека во 2011 му е откриено дека Во левата лумбална регија му се појавила туморозна формација, која била пунктирана од странета. Истата година во затворот Бејто се жалел на болки во коленото, кое на крај резултирало со гнојново спаление на левото колено. Од затворот вела дека сите одредени операции му се изведени, но и дека затвореникот понекогаш бил недисциплиниран, не ја применувал терапијата и не одел на специјалистички прегледи, со што според затворот делумно е одговорен за здравствената состојба. Таа му се влошила ланското лето, имал цироза на црн дроб, општа телесна слабост, инвалидитет, а се завршило со прекин на казната и негова смрт дома. Интересно е што затворот наведува дека за тешко болни од Бејто, Клиниката за ортопедија во својот специјалистички извештај од 25 декември 2012 година се огради од хоспитален третман со образложение заради немање на технички услови и персонал. Бидејќи умираат дома, сиромашните семејства не може да платат за обдукција и да откријат од што починале нивните најблиски. Обдукцијата, ако се побара, нормално дека семејството треба истата да ја плати и поради немање на финансиски средства не побарал никој досега од нив да се направи обдукција и да се видат причините од што се починати. Лепосава сега е самохрана мајка на 4 деца, најавува тужба за претрпената загуба. Не очекувала дека пресудата за криумчарење мигранти ќе го однесе сопругот во смрт, а тој во судот молел за поблага казна, но судијата бил безмилосен. И му речел, јас сум болен. Ослободете ме, јас имам мали деца, све малолетни деца имам. Он џабе го судил. Тоа ти е. Не ми интересира дека си болен. Амбрела сега е насочена да им пружи помош на малолетните сираци на починатите затвореници, но смета дека државата треба нешто да стори. Сите ние заедно треба нешто да направиме во однос, сепак ќе кажам, на подобрување на условите таму, за третманот на тие луѓе таму, се со цел за да не ни се случуваат вакви случаеви како што на овие 8 се случило. Приказната сега е отворена. Таа нема да ги врати починатите, но може да спречи млади луѓе по излегување од затвор на брзина да умираат. Секоја година Народниот правобранител во својот извештај нотира тортура во затворите, тепачки со чуварите, но и меѓу затворениците во кои затворениците губат дури и внатрешни органи. Затворот многу тешко се справува и со болните од ХИВ. Ваквите случаи за сега немаат решение ниту соодветна здравствена заштита. Со новиот закон за санкции, затворската управа бара да се спроведе матичен лекар за затворениците, а тие да се лекуваат на клиниките. Маја Јовановска, новаа тема. Името на Зухер Ибрахимов ќе остане запишано во црната книга на затворот Идризово. Затвореник кој под зверското тепање од надзорник во затворот стана инвалид. Го загуби едниот бубрек и слезинката, а насилникот доби казна затвор од 1,5 година. Постојат елементи на кривично дело мачење и друго сурово нехумано постапување. Више, тој е полак човек више од зрабието на него го направија. Не е способен ни жена, ни деца, ни себе да се гледа више. Зухер Ибрахимов е осуден за повеќе кражби. Во Идризово му изминувала 7-та година. Бил примерен осуденик. Прво бил во затвореното оделение, па потоа во полуотвореното оделение. Почнал и да работи во кругот на затворот. Немаше бегство, немаше ништо силно. Знаеше кај кој реон да се врти. Знаеше кај да им работеше. Таму како аутомеханичар. Све што им требаше, Зухер там им работеше.
На почетокот на минатата година Ибрахимов беше претепен од човек од затворската полиција. Се обидел да премине од едно во друго оделение, а надзорникот не само што не му дозволил, туку го осакатил за цел живот. Овој пример говори за целокупната ситуација со затворите во Република Македонија. Лицето после претепувањето, наместо да биде испратено веднаш на клиника или во ургентен центар, тоа било испратено во својата келија. Не може тој без ништо бубрекот така лесно да крварува натре и стазенката да ма повреди. Тој све со тупаници, со тие кондури, полицајски тие, све со тоа го тепаше. Со сериозни повреди внатрешно крварење, Ибрахимов бил префрлен во ургентниот центар, каде му се извадени бубрегот и слезинката. Стражарот од Идризово добива кривична пријава за тешки телесни повреди. Лицето кое го нападна се гони за тешки телесни повреди, наместо тоа да се гони како тортура. Ова е класичен вид на тортура. Обвинетиот за цело време беше во домашен притвор и казната на крајот, кога основниот суд ја изрекуваше, беше 6 месеци затворска казна. Откај народниот правобранител реагирале на пресудата, тешка телесна повреда и зверско изживување не е исто, барале построга казна. По апелација на лицето му изречена казна од 1 година и 6 месеци. Сепак за ваков, да кажеме, суров пристап, односно мачење и друго сурово и нехумано постапување спрема осудено лице, сметаме дека треба да бидат и појаки казните. Затворската полиција ќе измачува луѓе внатре во затворот, ќе отидат на суд, ќе бидат во домашен притвор некој време, ќе им се дадат 6 месеци за да не изгубат работата и истите тие луѓе се враќаат назад на истите работни места и продолжуваат да работат во истите затвори. Во 2013 до Народниот правобранител стигнале 247 представки од сите затвори во земјава. Од нив, во 17, затвореници се жалат дека биле жртви на насилство од затворската полиција. Многу често службите спрема затворениците, односно осудените лица, се однесуваат со ставот дека да, тоа се лица кои што се робијаши, односно лица кои што се дрогираат, лица кои што се непоправливи, односно се приметува одредена доза, односно начин да службените лица со омаловажување, односно нехуман пристап постапуваат со нив. До Хелсиншкиот комитет поплаките и повиците за помош од задзидините ретко стасуваат. Затворите се целосно затворени за сите оние кои сакаат да ја скенираат состојбата и да алармираат за условите. Единствен начин во последните 2 до 3 години да посетиме осудено лице е тоа самото да се обрати до нас. За разлика од минатото, каде што ние влегувавме и вршевме мониторинг на самите услови за живот натре во затворите. Сега остваруваме средби и само зборуваме со осудените лица. Портите на затворите не смеат да се затворат единствено за Народниот правобранител. Оттаму доаѓаат во ненајавени посети. Но сликата секогаш е иста – насилство и тортура. Во извештаите на правобранителот секоја година се забележани случаи на претепани затвореници. Пендраците и тупаниците не се користат само да се каже кој е кој во затворот, туку ќотекот според правобранителот има своји подлабоки корени. Малиот број на стражари на затворска полиција може да доведе до зголемување на стресот меѓу вработените, а со самото тоа и да представува ризик од тортура и нехумано постапување. Кога осудените лица на нас ни се пожалуваат за одредени стражари, односно представници од затворската полиција, забележуваме дека против тие исти вработени веќе имало и претходни представки, имало и претходни поплаки, меѓутоа нема ефикасен систем на казнување. И во извештајот за 2013 кој треба да биде објавен од Народниот правобранител, болна точка во затворите останува медицинската заштита. Во затворите нема услови за лекување на потешко болни затвореници, нема посебен третман за инвалиди. Нашите казнено-поправни установи немаат соодветни услови за сместување на лица со посебни потреби, ниту пак за сместување на лица кои што се болни од потешки болести. Иако имаме арестанско оделение кое што е во состав на клиничкиот центар Скопје, сепак тоа оделение не ги задоволува целосно стандардите за да може тешко болни лица да бидат сместени тамо. Ко дознава дека во затворот Идризово бил регистриран случај на СИДА,
За болеста на затвореникот дознале сите затвореници, па тој бил жигосан. Затворската управа не знаела што да прави со човекот. Во затворот нема услови за заболени од ХИВ. Иако од управата за извршување на санкции тврдат дека постојат протоколи за здравствена заштита на болни од СИДА, хепатит С и туберкулоза. Сепак на крајот одлуката била затвореникот да се пушти во домашни услови да ја издржи затворската казна. Но не само овој затвореник. И заболените од шуга се кабаитли. Самиците во Република Македонија се користат како карантин. Последен пример е едно лице кое се јави и кој кажа дека има шуга и дека е ставено во самица затоа што шугата како заразна болест е опасна за другите осудени лица. Од управата за извршување на санкции велат дека постојано се преземаат мерки за подобрување на условите од секој можен аспект. На крајот на 2012, според писмениот одговор од управата, владата донела стратегија за здравствена заштита која е во фаза на реализација. Во периодот од 2006 година до март 2014 година за подобрување на условите во затворскиот систем се инвестирани вкупно 466 милиони динари. Во тек е проект подржан од Банката на Советот на Европа со заем од 46 милиони евра и 6 милиони буџетски средства со кои се опфатени 4 установи. Затворот во Куманово е веќе ставен во функција. Градежните работи во КПД Идризово се започнати, а овој месец започна и градбата на воспитно-поправниот дом Тетово. Во последните 5 години од природна смрт во затворите и поправните домови починале вкупно 33 лица. Во 2010 5, 2011 и 2012 по 8. Лани најмногу 11, а годинава е регистрирана еден случај. Директорката Гавриловска во писмениот допис објаснува дека лани за здравствена заштита во затворите биле вложени 160.000 евра и дека секаде има амбуланти и болнички соби, но таков печаток нема народниот правобранител и Хелсинскиот комитет. Сум приметила на често заболување од хепатит Б и С. Тоа особено се да кажеме поизразено кај оние лица кои што се веќе утврдени како зависници од наркотични средства и се наоѓаат на метадонска терапија. За овие лица беше исто така констатирано дека не се утврдува посебен режим на исхрана, иако имаат хепатит Б и С. И она што превентивно, барем од наша страна беше побарано е да бидат вакцинирани сите останати осудени лица од оваа, болест, бидејќи се знае на каков начин се пренесува, односно преку сексуален пат или преку крв. Иако прашавме во дописот до КОТ нема ни збор за затвореникот Зухар Ибрахимов, ни за стражарот кој го претепа. Ибрахимов пред 2 месеца повторно е вратен во Идризово за да ја дослужи затворската казна, иако го чека уште една операција. Здравствената состојба се уште му е критична и неговата мајка моли за малку хуманост за незиниот син. Јас земав пупут, требаше да го однесам у болница Зукер, за килата да го прават. Више они го собрале, го однеле пак у Идризово назад. Не знам. Немоќен е и правобранителот. Последниот збор го има судот и каква одлука ќе донесе, мора да се почитува. Ние не можеме како институција Народен правобранител директно да влијаеме врз судската одлука. Можеме да побараме, односно да видиме во какви услови ќе престојува, односно дали ќе ги има адекватните услови за да може да биде сместен во самиот затвор. Она што судот треба секако да го има во предвид е неговата состојба во која што е во моментот. Затрупани со проблеми и лоши услови, проблематични затворски чувари, келии со мувла, недостиг на кревети и пари. Најважниот сегмент во животот за трешетки е најзанемарен, а тоа е ресоциализацијата. Лицата кои што се во затворите се всушност лица кои што се веќе осудени од страна на судот, а во самите затвори треба да се ресоциализираат, односно треба преку системот за ресоциализација од нив да направиме подобри луѓе. Но каков човек ќе биде Зухар Ибрахимов кога ќе излезе од Идризово? За сега нема еден бубрек и слезинка. Неговата мајка стравува дека незиниот син жив нема да го напушти затворот. Еве слушам, тој умира. Дали пак го чека да умира и да ми го вратат мртов, не ми е јасно како е ова држава. Без доволно вода и воздух, нужда во кеси, спиење на пот. Вака им е на затворениците и условите во најтешките затвори во светот. Каролина Гешковска ви ја долоува сликата на 10 најозогласени затвори во светот.
Пекол на земјата, 10 најозлогласени затвори во светот. Приматот во светот го држеше затворот Карандир во Бразил. Првото место го заслужил по суровоста која владеела таму. За него се говорело дека е дупка на која заборавил и Господ. Познат е по масакрот во 1992 година кога биле ликвидирани 102 затвореници. Таму секој петти затвореник бил ХИВ позитивен, уништен е во 2002 година. Административниот затвор Колорадо го зазема второто место. Направен е да го одмени надалеку познатиот Алкатрас. Во јавноста се споменува дека таму се применуваат репресивни техники на изолација, а затворениците спијат, јадат и вршат нужда во келиите. Ако се спомене Франција, немојте да мислите на сирење, култура, Ефелова кула, туку за еден од најлошите затвори Ла Санте во близина на Париз. Третото место го добил поради насилство, изопаченост, злоставување и бруталност. Во парискиот затвор во 1999 година биле регистрирани 124 самоубиства. На четвртото место е Тадмор во Сирија. Поетот, кој 5 години бил затворен, го опишал со зборовите кралство на смртта и лудилото. Затворот во Сирија е познат по стравотните тортури и по најголемиот затворски масакар. Близу 500 затвореници биле ликвидирани во јули 1980 година од командосите на одбранбената бригада се поради неуспешниот обид за убиство на сирискиот председател. Африканскиот затвор во Најроби, Кенија е петопласиран. За него најголема одлика е пренатрупаност. Поради строго со однесување работи од надвор, затворениците се речиси голи, а внатре нема ни основна медицинска нега. На островот Рајкерс, близу Њујорк, се наоѓа затворот под реден број 6. За него недалеку се раскажува дека оттаму не успеал никој да побегне, но и покрај тоа што е добро чуван, често се случуваат крвави тепачки и убиства. Мендоза во Аргентина е на 7-то место. Таму во келија од 4 квадрати спијат по 5 мина. Условите се загрижувачки. Затворениците живеат во ѓубре, а уринираат во пластични шишиња и кеси. Во 2004 и 2005 година биле евидентирани 22 убиства. Дијарбекир во Турција е рангиран на 8-то место. Таму се планираат, организираат и случуваат масакри меѓу затвореници со голема помош од чуварите. Во 1996 година биле нападнати 33 затвореници, од кои 10 мина загинале. На 9-то место е затворот Ла Сабанета во Венецуела. Поради пренатрупаност, затворениците се принудени да спијат во вреќи кои висат дури и во ходниците за канализација. Во 1995 година во Ла Сабанета биле убиени 196 затвореници, а 624 биле ранети во меѓусебни пресметки. Сан Квентин е најпознатиот затвор кај Сан Франциско, Калифорнија. Тоа е местото каде се извршуваат смртните казни. Во Сан Квентин има гасна комора која се користи за бризгување на смртоносните инекции. Околу 1550 вработени не може да воспоставаат ред, па често се евидентирани инциденти. Во 2006 година 100 затвореници биле повредени, а 2 биле мртви во расна пресметка. Во светот постојат и затвори кои можат да се носат рамо до рамо со најпрестижните одморалишта. Затворот Халден во Норвешка е синоним за луксус во кој на затворениците има обезбедено буквално се. Иако се криминалци, осудениците во Халден уживаат во мини-бар, LCD телевизори, приватна бања, модерно опремени кујни, библиотека, музичко студио, па дури и фитнес сала. Најпознат станар во затворот е Андреас Брейвик, кој е осуден за 77 убиства. На Балканот затворите не може да се пофалат со некаков луксус, но кога во прашање безбедноста, тука речиси да нема отстапки. Во Вараждинската жупанија, оддалечен 80 км од Загреб, лоциран е Лепоглава, најпознатиот затвор во Хрватска. Го нарекуваат Звезден дом, оти таму се најпознатите криминалци. Оградата не може да се пробие, а ни ретките случаи на самоубиство со фрлање од последните катови повеќе не се можни. Најпознати станари во Лепоглава се Мате Орашкич и Дражен Дорчец, осудени на по 40 години затвор заради неколкукратни убиства. Кој преживее 12 години во затворот, тој е прав аџија. Така се вели во песната на забрањено пушење кој го опеа затворот Зеница. За босанскиот затвор најкарактеристична е злогласната темница и мачилиштето кое дури било инспирација за агентите на ЦИА.
Длабоко под земјата, под стариот затворски павилјон се наоѓа голема подрумска просторија, така наречена Исусовача, каде биле изведуване најгрозните тортури. Слободата овде во Зеница е на скапата работа, вели Едип Булјубашич, затвореник со најдолга казна во Европа од 54 години. Најпознатиот и најопасен затвореник е босанскиот муџахедин Карај Камел бин Али, познат по војното име Абу Ханза, член на Ал-Каеда. Покрај него Зеница ги угостила Шешелј и Влада Јапанец. Забела е затвор со најобезбеден затвор. Српскиот Алкатрас е дом на Милорад Улемек Легија и Звездан Јовановиќ и двајцата осудени заради убиството на Зоран Џинџиќ. Ви благодариме што и вечерва бевте со Кот. Ве препуштаме на изборите и изборните кампањи. Се гледаме на Великден.